Повисоки приноси и намалени трошоци во производство на сите земјоделски култури нуди новата мерка за поддршка на земјоделието со која инсталирањето на систем капка по капка ќе се субвенционира 80% на површина до 50 хектари. Мерката за која земјоделците ќе аплицираат во ноември, а ќе се реализира идната година, дава шанса за државата конечно да ја надмине зависноста од увоз на житни култури. Планираниот буџет за една година е 3 милиони евра, средства од програмата за рурален развој на земјоделието, а освен системи за наводнување ќе се субвенционира и ископ на бунари. Имаме многу поголемо производство, поголем квалитет ќе имаме и една од битните работи што се занемарува, ќе имаме уштеда во ѓубрењето, во начинот, во самото ѓубрење, затоа што аплицирањето преку самиот систем капка по капка со тешно ѓубриво практично се уштедува во извршувањето на самото ѓубрење, а за ефектот да не зборуваме, затоа што со помошта на капката, знаете вие дека самата вода и самото ѓубре се аплицира таму дека треба практично на коренот. Овој начин на наводнување ќе значи производство на подоходовни земјоделски култури на сушните полиња, а заштедата е повеќекратна. Колку за споредба, приносите на грозје пред инсталирање систем за наводнување капка по капка на површина од 1 хектар од 15 тони се зголемуваат на 25,5 тони по примената на системот. Ако имаме поставено капка систем на еден лозов насад, тоа значи дека тај лозов насад ќе живее многу години, значи може да живее 30, 40, 50 години, а додека ако немаме капка систем, значи тај лозов насад, прибидејќи сега временските услови гледаме дека се доста променливи, значи питање е дали може да остане. Тоа е едната позитивна работа и другата позитивна работа е што поставувањето на капка системот, значи имаме многу повисоки приноси. Пресметките говорат дека трошоците за инсталирање на систем капка по капка се враќаат за една година, а трошокот за покривање на 1 хектар земјоделска површина е од 1.600 до 2.000 евра. Просечната сума за ископ на бунар до 50 метри е околу 2.500 евра. 80% од овие суми идната година ќе се субвенционираат, а дополнително ќе бидат извршени законски измени кои ќе олеснат постапката за добивање на водостопански дозволи за изградба на бунари. Право на овие субвенции имаат физички лица на кои земјоделието им е примарна дејност, потоа регистрирани земјоделци, земјоделски компании и земјоделски задруги.